По однос на измената на законот, нашата подршка која што ја дадовме на Комисијата за финансирање и буџет се однесува на измената на членот 103 со тоа што амандманот кој што го поднесовме, а е усвоен од мнозинството, е во насока на намалување на можноста за евентуална злоупотреба. И тоа е во ред во нормални држави да се намали можноста, за евентуална злоупотреба при јавните набавки во здравството. Но дали е случај кај нас во Република Македонија? Зошто го велам ова? Затоа што поучени од блиското минато, а и од пред неколку недели кога дознавме за скандалот со набавката на вакцини преку посредник фирма од Хонг Конг, како и со не така одамна набавката на реагенси што ја правеше министерот Филипче, ни укажува дека овие власти ќе го заобиколат и овој закон и за овие власти не важат законите. Затоа што си имаме работа со класичен тип на криминалци. И затоа велиме дека правото на здравствена заштита, кое што е загарантирано со Устав, е доведено до прашање. Затоа што овие представници на власта не им е приоритет здравието на граѓаните, туку профитот и провизиите. Ако неодамна се сомневавме во нивната неспособност, па велевме дека граѓаните ја плаќаат неспособноста со животи, денес сведочиме дека не станува збор само за неспособност и за неодговорност, туку станува збор за неспособност проследена со криминал и лажење. А ќе дадам и конкретни примери зошто го зборувам ова. Затоа што кога мислам на неспособност, мислам на тоа што можевме да го видиме сите ние, дека сите околни држави и сите земји во светот се борат за вакцина повеќе. За разлика од нас, кои што наместо да броиме вакцини, броиме колку наши сограѓани ја напуштиле Република Македонија во потрага по вакцина, а тоа можевме да го видиме преку колоните до соседна Србија. Кога зборувам за тоа дека се проследени со лажење, мислам на изјавите на представниците на власт и на министерот Филипче, кој што уште од јануари месец ја замајуваше македонската јавност, па потоа во февруари, март, дека што туку не стигнала пратката на вакцини со која што ќе започне масовната имунизација на граѓаните во Република Македонија. И така со месеци го лажеа македонскиот народ на штета на сопствениот народ. Кога мислам на криминал, кога зборувам за криминал, мислам на она која што предмалку го спомнав, дека во време на криза и во време на пандемија, наместо да се борат за набавка на вакцини по поволни цени и во поволни услови, тие и во вакви услови се дрзнаа на грбот на македонскиот народ да прават профит и провизии. А еклатантен пример за тоа е набавката на вакцини и враќањето на авансот од страна на Кина, каде што докажаа и покажаа уште еднаш здравствените власти дека се едни обични криминалци кои што ниту почитуваат закони, ниту го почитуваат сопствениот народ. Замислите, во време на ваква пандемија имаме луѓе кои што освен интерес, освен профит, не ги интересира ништо друго. И затоа, по однос на овие измени, ќе кажам дека даваме поддршка преку наш амандман, со кој што се намалува можноста за можни злоупотреби, но кога си имаме работа со луѓе кои што покажале и докажале дека се криминалци и дека за нив законите не важат, и во иднина не ја исклучуваме можноста
повторно да осознаеме за нова корупција, за нов скандал при набавка тенденција на имунизација на граѓаните на Република Македонија. Ќе ни требат години и години за да го имунизираме населението. Ако во минатото ни било пожелување да се компарираме со земјите од регионот и со земјите од кои што сега бараме милост, денес тоа не е случај. Денес, ако не беа овие соседни држави да ни подарат вакцини, на жалост, се уште вакцинацијата Македонија немаше да биде започната ни на ова ниско ниво кое што во овој момент се одвива. Јас се надевам дека преку овие наши говори, кои што овде ги презентираме на јавноста и на представниците на власт, дека барем малку ќе влијаеме во однесувањето на представниците на власт, барем малку да имаат морал и етика да во вакви времиња, во вакви тешки времиња да се воздржат од криминал и од профит. И затоа ја даваме нашата поддршка по однос на измените на Законот за јавни набавки, а се однесува на полесно справување со ковид кризата. И благодарам.